на состанокот на штабот, кризниот штаб, нели се донесоа заклучоци, меѓу кои еден беше обврска и на МВР во координација со комунална инспекција да се постават мотопатроли кои што ќе патролираат, особено во делот кај место викано тунели Бавчи, за да, бидејќи таму ни се појавуваат во неколку наврати случаеви каде што се палат особено кабли и други електрични уреди, се со цел за отстранување на бакарот и продажба на истиот. Полициските службеници има добиено задачи, во континуитет постапуваме, имаме една реализација, известен е јавен обвинител за таквиот настан, но од негова страна беше дадено насоки дека се работи за прекршок по јавна чистота и колегите имаат поднесено целокупната документација до инспекцијска служба од комунална инспекција. Од заклучокот што го донесовме, искоординирано е и од денеска од 8 часот веќе патролите заеднички почнаа да функционираат со комунална инспекција. Сега за сега по една патрола, од понеделник се договоривме дека доаѓаат од одмори од комунална инспекција повеќе редари и комунални инспектори, ќе ги појачаме со по 2 патроли, кои што ќе имаат задача да ги спречат оние лица за палење, доколку пак ги начекаме на лице место, истите ќе бидат приведени и ќе се спроведе се тоа она постапка како што се работи за расчистување на таквиот начин. Можам да напоменам дека од лично искуство тоа ни се оние лица кои што во Куманово вршат и тешки кражби, оштетувања, исто така палат, предизвикуваат, во континуитет се поднесуваат поднесоци кривишни пријави, прекршочни пријави, но системот така е, постапките и страгите се малку подолги и крајниот епилог за да ги тргнеме од јавна сцена да не прават понатаму такви девијатни однесувања, поминува подолг период, а во тој период истите не престанува да го вршат девијантни однесувања. Исто така имаме и лица кои што се малолетни, каде што постапките се посебно согласно закон за малолетничка правда и тоа е дополнително оптеретување на службите. Значи не можеме да преземаме одредени мерки каде што сме врзани со рокови, со постапки, повикување на родители, центар за социјална работа и така натаму и така натаму. Давани се задачи на колеги, ќе се работи на ниво на Министерство за внатрешни работи, отворена и оперативна акција Пожари 2026 година, каде што влегуваат и овој вид на дела кои што се предизвикувани со палење, бидејќи двата пожари што настана во насело Перочичо е поради палење на кабли. Имавме интервенција и од полиција, имавме интервенција и од противпожарна служба, бидејќи нашите надлежности е штом ќе се добие информација дека има на некој место запалено нешто, нели пријавен пожар, полициските службеници излегуваат и преземаат действија, се обезбедува лице место, се приведуваат доколку се затекнати лица кои што се на лице место, а се сомневаме дека се подметнувачи на пожарите, доколку имаме лица кои што се загрозени од пожарот, се преземаат мерки за евакуација, се преземаат мерки за отстранување таму, се блокираат патни правци каде што нели опасна зона што представува, се излекуваат луѓе и возила. Тоа е. Да напоменам дека најверојатно од минатогодишната и претходните пракси од 1 јули обично се прогласува и кризна состојба, се забрануваат и движење во шуми. Дополнително СВР Куманово предвидува патроли од Крим полиција и полиција, каде што нели вршиме контроли и во шумски предели за движење на планинарски групи, ловечки групи, граѓани и така натаму. Исто така веќе се отпочнати и превентивни мерки кои што траат веќе од март месец, одсекот за превенција секојдневно е во комуникација со граѓаните, се делат флаери, се одржуваат исто така состаноци со председатели на местни заедници, со групи на граѓани по нели шумските предели по селата, по училиштата додека беа активни. Сега нели се на распуст, но се преземаат активно сите мерки за спречување на настанување на пожари и односно
кога ќе има настанати па се преземат мерки за сузбирање. Една од работите нели што беше предвидена на состанокот на кризниот штаб, во секој полициско возило ставени се напртњачи со вода, кои што нели ќе послужат додолку првично пристигнат први на лице место полициски службеници да преземат мерки за гасење на пожарот, каде што сме имале случаеви во изминат период лани полани, каде што полициски службеници веќе завршиле работата пред да пристигнат дополнителни други служби кои што се задолжени за таа работа.